Почитувана пратеничка Марија, благодарам за репликата. Мислам дека повеќе или помалку се повторивте тоа што го кажав и јас. Во мојот говор многу јасно кажав тоа што вие го спомнавте проект за укрупнување на земјиште. Сега ми станува јасно дека вие го гледате Конче само како проект за земјоделска општина која треба да произведува храна, тутун, овошје, стока, да го полни буџетот, да ја храни Македонија и за возврат да не добие ништо. Средствата што ги спомнавте, од 600.000 евра, ни оддалеку не се доволни за овој проект. Јас што ви го зборам. Тие пари што ги спомнавте, поврзување на Горни и Долни Липовик и мост на кај селото Габревци, тоа се минорни делови од инфраструктурата на општина Конче. Минорни. И после таа ваша успешна политика, и после тоа вие толку многу што дадовте на Конче, Конче останува единствено поврзан со Радовиш, со асфалтен пат. Ниту со Штип, ниту со Струмица, ниту па таман работа да се поврза преку Вардар со останатите општини од Централна Македонија. Значи, ако одиме по вашата логика, граѓаните на општина Конче треба да бидат задоволни со тоа што се занимаваат со земјоделство и со тоа што немаат инфраструктура. Тоа е тоа што ви им го нудите на граѓаните на општина Конче. Истото го кажав и јас. А тоа, сладки зборови да си ја зајакнат соработката со општина Струмица и еден убав ден да се направи овој пат, очигледно не е политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако сакавте вие да го направите овој пат, ќе го направевте. 7 години сте на власт. Имаше и Социјалдемократскиот сојуз градоначелник, сега има ВМРО градоначелник, претходно ВМРО градоначелник. Зошто не го направивте овој пат? Зошто еве не издвоите средства? Не зборувам за 600.000 евра. Зборуваме овие денови 800 милиона евра се задолжува државата. И од тие 800 милиона евра нема ни 3 милиона евра за Конче. Тоа е лошото, тоа е лошата порака што ја праќаме на граѓаните на општина Конче. Тоа е најлошата порака што може да ја испратиме на младите во Конче. Преку овој разговор, преку оваа дебата, на крај краишта преку исходот од овој буџет, тие ќе сватат дека државата не мисли за Конче, дека не мисли инфраструктурно да го поврза Конче со Струмица, Штип. Таман работа да збориме за поврзување со Централна Македонија, треба да се мине Вардар, а ние гледаме дека државата не е кадар на мост на железницата да реконструира, камоли па тука да инвестира. Реалноста, граѓаните на општина Конче мора да ја гледат на избори, затоа што сосема јасно е дека оваа влада го има последниот буџет и во некој од наредните буџети, ребаланси, овој проект да си најде свое место. Потенцирав, ВМРО ДПМН го согледа моментот од честите и срдечни посети на граѓаните и на општина Конче, дека граѓаните имаат потреба од капитални инвестиции, имаат потреби од водоводи, од канализации, од локални патишта, уредување на корита на реки и така натаму. И се надевам дека со овие пари, тоа сум убеден, еден по еден проект ќе ги решаваме сите. Значи нема да биде заобиколено ниту една општина, без разлика од каде доаѓа градоначалникот, се обврзуваме како потреба на граѓаните да ги решаваме овие проблеми. Ние малку се презанесовме Скопје, 12 пати го прават площадот во Скопје,
а за овие општини нема ни основни услови за живење. Се презанесовме вака автопат, онака автопат, Кичево Охрид, се утепаа крадејки, а за овие мали места нема пари. Затоа треба промени и нови избори, каде што граѓаните ќе си го кажат своето. Благодарам. Ви благодарам за реплика повторно.